да се зборува за семокниот Господ Исус Христос, како доаѓа толку тивко и ненаметливо, но се со сета своја сила, за да не привлечи да станеме негови чеда, да бидеме деца на вистината, да бидеме деца од кои тој нема да се срами, е светоштво кое што низ мојот живот се излеа сосема неочекувано. Јас сум Марија Башевска Стојановска, новинар во македонската телевизија, во образовната програма, веќе речиси повеќе од 30 на години. Бог ми ја додели задачата да се грижам за глувите лица и нивниот живот, нивните проблеми и успеси, и како новинар застанав многу смело, гледано од оваа временска дистанца, да бидам гласник на една навидум мала популација, меѓутоа луѓе кои што се тука со нас, до нас и покрај нас, особено затоа што јас сум дете на глуви родители и тоа беше причина повеќе да го кршам моментот во општеството дека глувите луѓе се невидливи, нечуени и да бидам мост на информации од нив кон мене и кон публиката. Меѓутоа, сега со сета своја покорност сакам да ги искористам овие минути да им се обратам на гледачите, на сите луѓе кои што сакаат да слушнат како може Господ Исус Христос да промени нечий живот. Сосема накусо сакам да речам дека растев во многу хармонично семејство во Прилеп, во градот во кој што се родив, пораснав и го завршив своето средно образование и навистина имав многу голема среќа да растам во семејство кое беше боголюбиво, меѓутоа не на начин на кој денеска јас ги разбирам работите за вистината и за Исуса Христа. Мојата баба беше задолжена да се грижи за мене и за мојата постара сестра, имајќи предвид дека родителите беа глови. Таа беше и мајка, и воспитувач, и надзорник, но помнам дека многу често ни раскажуваше за Господ, дека тој се гледа, се слуша, не повикуваше да бидеме внимателни за нашите постапки. И како растејќи ги осознавав работите, стигнав до портите на Природно-математичкиот факултет во Скопје и одлучив да студирам природна наука. Ме влечеа природните науки, бев солиден, навистина многу солиден ученик, пргав. И за време на студиите памтам дека бев многу љубопитна, особено во оној дел каде што науката не можеше да даде објаснување за животот. И многу често размислував што е живот, која е дефиницијата за животот, дали се тоа физиолошките, биохемиските процеси кои протекуваат низ нас, од каде доаѓа животот, зошто тој запира во одредени ситуации без некоја посебна причина, зошто во одредени семејства некои работи се повторуваат како болести, како проблеми, како состојби и така натаму. И памтам дека на предметот генетика, бидејќи беше еден многу обемен предмет генетика, мојот интерес беше фокусиран на глувите луѓе, како глувоста се пренесува, веројатно тоа ме допирало и сум сакала да знам, меѓутоа не добив конкретен одговор. Сватив дека човекот е совршено суштество, дека некој не создал толку многу совршено, што науката не можеше во целост да ги даде одговорите на прашањата за кои ние бевме заинтересирани, особено за Дарвиновата теорија, за која и тогаш, не знаејќи за Исуса Христа, ми беше смешно да прифатам дека човек потекнува од мајмон, дека мајмонот со труд и со работа се исправил и така натаму. Како учев и студирав, така растев, свирев гитара и во еден амбиент на глувост во семејството. Гитарата беше единствената утеха, јас и мојата постара сестра, која извонредно музицира, бевме самоуки и можеби и заради глувоста на родителите не се насочивме кон музичка едукација, но како и да е. Како растев во младоста, ги направив и грешките, како и секој млад човек,
осудувајќи, живејќи можеби блудно, пушење цигари, друштва, зборување недолични работи, можеби пцовки. И како одминуваше времето, сваќав дека некако тешко се одвиваа работите во мојот живот, особено во сферата на љубовта. Бев атакувана и многу пати во очај или во гнев, знаев да речам зошто е ова вака, со кого јас тоа се борам и така натаму, се до моментот додека несвесно повикав кон Господа, извикав, односно тоа беше крик од мојата душа и прашав луто за кого ме чуваш, Господи. Меѓутоа тоа беше прашање кое ме свитка на колена, прашање кое ме клекна во понизност и во солзи, и се исплакав толку убаво, памтам како вчера да беше, и навистина се сетив дека постои една друга небесна адреса на која никогаш не се обратив. Верувајте дека наеднаш после ова можеби прво покаяние во мојот живот несвесно, работите почнаа да добиваат друг правец. Јас не очекував дека ќе го сретнам човекот кој можеби некако тивко беше искреиран во моите очекувања, дека тоа треба да биде човек кој ќе ме прифати мене како дете на глуви родители, бидејќи да бидам искрена, секогаш добивав високи оценки за себе, за своето однесување, за желбата луѓето да бидат во мое присуство, заради квалитетите кои Бог ми ги дал. Меѓутоа, јас бев, сакајќи или не, често пати мета на гласни размислувања во околината, и не се срамам тоа да го кажам јавно пред камера, веројатно тоа го доживуваат и другите деца кои имаат глуви родители. Често пати спротивната страна или страната семејството на момците не мереа на кантар, правејќи генетска математика, дали ние ќе бидеме во нашите поколенија здрави, дали ќе родиме здрави деца, дали нашите деца ќе слушаат. Нешто кое навистина за возраста ме здоболуваше. Значи не можам да речам дека бев рамнодушна и се прашував како луѓето можат да бидат толку сурови, да бидат толку жестоки во изливот на констатации или на предпоставки, а при тоа да не водат сметка дека со тоа повредуваат. Но Бог имал друг план. Денеска им сум благодарна на сите нив, затоа што токму таквите однесувања не прават да бидеме и похрабри, и посмели, и да трагаме по одговорите. Ви реков, веднаш после моето прво клекнување во молитва на колена, јас го сретнав мојот сопруг, Тихомир Стојановски, професор доктор Тихомир Стојановски, односно чедо Божјо би рекла, кое го почитувам и го сакам со сето срце и со сета душа, бидејќи беше човек кој Бог го испрати во мојот живот. И често пати знам да речам дека времето на заедништво, ние сме повеќе од 20 на години заедно, ми помина како миг. Не би рекла дека за сродност ќе зборувам за една љубов која се излеа во нашите срца и практично сплотувањето кое го доживеавме како сопружници во брак ни даде еден нов правец во животот, нови обврски кои што сакам сега да ги споделам. Тој професор, доктор на факултетот за драмска уметност, значи двајцата условно интелектуалци високо позиционирани, но тука главниот збор и главната чест му ја оддавам на Господ Исус Христос. Заедништвото, бракот, љубовта и се она што ние двајцата го живееме секојдневно е практично едно сведоштво дека бракот навистина е благословена заедница од Бога, на која јас лично, како и многу млади претпоставувам, не се надеваат дека во ова време напорно, тешко, за да можете да препознаете љубов во нечие срце, дека некој ќе се грижи за вас, дека некој ќе ве сака и кога сте бушава, и кога плачете, и кога не се работите на свое место. Јас му благодарам на Бога, на Исуса Христа, заради тоа што донесе човек во моето срце кој мислам дека е
чист подарок од Исуса Христа, не само заради моето лично искуство, туку само како потврда на она што е запишано во Светото Писмо, односно во Словото, дека бракот е заедница на маж и жена и дека тоа е заедница на едномислие, едночувственост и еднодушност. Сведочам дека таквиот брак дава многу плод и многу род не само за себе, не само за вашата фамилија и непосредно за вашите најблиски, туку и пошироко. Додека зачекорувавме во бракот, јас доживував некои чудни промени за кои не можев да си дадам објаснување, иако сум човек кој е стабилен, аналитичен, имам аналитичен ум. Меѓутоа, ми се случуваше многу често да сонувам и тие сонови да ги раскажувам, да ги прераскажувам, да трагам по нивното значење, се до моментот додека, заради еден наш заеднички, не е проблем, туку беше потреба да се реализираме како родители, патот не однесе до една црква во која се задржавме одредено време, слушнавме за Бога Исуса Христа, но како влеговме, така и излеговме. Нека се благословени сите чеда кои што го слават и кои го фалат нашиот семојќен Господ Исус Христос. Слушнав дека имало Библија. Замислете, јас како човек на јавни настапи добивав многу пати Библија како подарок заради преводите на знаковен јазик кои ги правев по одредени манифестации. И памтам дека Библијата секогаш беше ставена некаде највисоко на полицата, каде што не можам да ја дофатам. Никогаш не ми беше во фокусот на вниманието, никогаш не за чудо не сакав да ја симнам, да ја прочитам, иако бев љубител да читам литература. Сакам многу да свирам гитара, да плетам, да везам, да готвам, но Библијата ја гледав само како еден учебник кој можеби им е потребен на оние кои што службено треба да се занимаваат по црквите или на бабите кога немаат што да прават во староста. Ама не било така. Јас и мојот сопруг почнавме да го читаме Словото, односно да ја читаме Библијата, поточно Новиот Завет на Библијата, и практично со самото зачекорување низ страниците на Библијата се отворија нови духовни страници во нашите животи. Сватив дека сум христијанка по автоматизам. За жал, сватив дека сум христијанка која поима нема кој е Исус Христос, зошто го славам Божик и Великден. Тоа го знаев како некоја фразеологија, дека умрел некој на крстот, платил, но каква беше мојата врска со Бога, со Исуса Христа, навистина не можам да се пофалам, и таа празнина во мене услови да направам многу грешки во животот и многу гревови кои во еден миг дотежнуваат. Наплата за грев е смртта, вели Библијата, и јас навистина имав се. Како млад човек имав се, имав пари, шетав по светот, имав пристоен изглед, убава гардероба, но нешто длабоко во мене се бунтуваше, ми фалеше некаков духовен темел, бидејќи чувствував дека се ронам однатре. Сонував многу и дури се случуваше необјаснливо да одреден сон ми посочи дека човек на таа буква или на некоја возраст ќе почине. И бев на границата да разберам дали е тоа добро или не. Не можев да констатирам, бидејќи немав извор на информацијата. И вие секогаш кога треба да донесете суд за нешто, дали е тоа позитивно или негативно, треба да знаете кој го има првиот и последниот збор. Кога почнав да ја читам Библијата, особено сопругот кој понираше во незината длабина, нашите разговори не престана заклучно до овој миг. Тврдам дека не постои друг учебник кој може сега некој да ми го понуди да го джвакам, да го голтам, да живеам некои туѓи драми и приказни, освен Библијата, бидејќи е извор на учебник на животот, извор на животодавна вода. Слово кое го читате и ви дава рецепти, ама навистина за се. Рецепти како да бидете добар партнер, да бидете добар родител, како да бидете добар син или ќерка на Бога, како да се однесувате со луѓето, нешто кое на сите нам сега во ова време
не е потребно, бидејќи сите констатираме дека нешто во општеството не е во ред, со народот нешто исто така изобличено, тоа значи дека сме излегле од Божиот закон, сме се оддалечиле од зеницата на окото на Бога Исуса Христа и повикувам час побрзо секој од нас да го направи ова, да клекне и да се покае за своите гревови. Кога јас го направив тоа, ми беше посочено дека треба да се сетам на се што сум сгрешила. Јас никогаш не размислував дека гревот можел толку многу да боли. И кога ги видов листата која е на гревовите, лажење, крадење, осудување, оговарање, пушење, пиење, разврат, блуд и така натаму, листата е неверојатно долга. Јас со солзи толку многу плачев и се, навистина и јавно го правам тоа сега, се покајувам за се што му сгрешив на Господ Исус Христос, имајќи во предвид дека со сета слобода која ми ја дал, како живо битие создадено овде, јас сум се оддалечила и сум му сгрешила толку многу, со покаяние и со молба да ми биде простено за се што направив, грешно, погрешно, со чувството на вина кое долго време ме следеше во срцето. По покаянието, замислете во еден момент, во молитва, јас не знаев ни да се молам. Сватив дека не знам да се молам и тоа беше најпоразително за мене, бидејќи донесов многу сертификати дома, на семејството, на родителите, висеа под зидовите за јазици, за инструменти и така натаму, а најважното, не сум го научила. Не знаев, освен Оче наш, молитвата која ми остана врежана од мојата баба, која беше извонреден пример на жена која трпи и само со љубов го движеше семејството и го крепеше. Јас застанав и си се преиспитав дека имам сега допрва многу да учам и да научам за Исус Христос. Во молитвата ми беше посочено, пазете, дури една секвенца на која не ни помнам дека сум ја изживеала, се видов себе си малечка, односно Светиот Дух ми посочи дека и тоа е грев. Имам извонредни родители, покрај тоа што реков дека не слушаат, вредни, честити, честни родители, кои ме научија на позитивни вредности, родители кои инсистираа секогаш да го правам најдоброто, за другите да не се штедам, особено кога стануваше збор за лица со попреченост, да им се помогне, да им се излезе во пресред. Во молитва да се видов себе како дете некоја вечер и точно ме подсети Бог дека и тука сум сгрешила, не сакајки. Мајка ми се враќа дома во 10:30 навечер, работник од фабрика, уморен работник, и дома ја чекаат еден куп обврски, а јас како дете нешто сакам да ја кажам, ама веројатно на знаковен јазик сум била мала за да можам тоа добро да го побарам од незе, сум сакала да ми подготви некаква вечера, пржени компирчиња, например. И бидејќи била уморна и ме одбила, во таков гнев, јас го изразив својот револт, односно тоа ме подсети Бог во молитвата, сум ја каснала некаде во висина на ногата толку многу, што самата ми ме кажувана дека долго време носела некоја сина повреда и модрица на ногата на која сум ја гризнала. Во молитвата излеав многу солзи и како плачев, така се чистеше моето срце. И навистина ова средство ни го дава Бог како бесплатно средство, за да си се погледниме внатре кои сме, да не се шминкаме со квалитети однадвор, бидејќи Бог не гледа однадвор колку сме и какви сме, туку го гледа нашето срце. Моето срце застана пред Христа и кога јас почнав да ја читам Библијата, се подсетив на многу работи, дека во молитва Бог ме ослободи од многу работи кои што не беа Божји. Ми се случуваше, освен овој гатачки дух за кој Словото многу убаво дава објаснување, ми се случуваше често пати во сон, мојот сопруг е до мене, спие мирно и нема причина да е поинаку, а јас плачам. И не можев да, со еден здрав дел од себе си, не можев да разберам зошто плачам. Ништо не ми фали, ништо не ми недостига. Сите се тука, сите се живи и здрави, но тоа беше посилно од мене. Дух на тага
И му благодарам на името на Господа Исуса Христа, што ме ослободи и од духот на тага. Исто така бев многу сериозен пушач, кој пушеше цигари, па да не претерам, ама по 2 кутии дневно. Дури кога бев болна, дури кога имав температура, мислам дека цигарите ми беа најсладки. И знам дека често пати луѓето ќе ми рече, ама зошто пушиш, се појавуваат болести, трошиш средства. И пазете, повторно тоа сите ние го знаеме дека е така, но велиме зависни сме. Кога почнав да го читам Словото со сопругот, ми се разјасни кој е тој што не држи во духовно робство, во духовна зависност. Кој е тој што мене ме прави да бидам пушач и да одам сама против себе. Во молитва бев ослободена од пушење на многу неверојатен начин, но вистините за слава на Исуса Христа. Побарав, оти Бог вели, побарајте и ќе ви дадам. Тропнете и ќе ви отворам. Придов со вера колку што ми имав во моментот, нели, како појдовна точка. Замислете, побарав да бидам ослободена од пушење, а особено тоа на мојот сопруг му пречеше, бидејќи е непушач. Веќе по ден или два, јас никогаш повеќе не запалив цигара. Бев целосно ослободена, целосно пренасочена да ги гледам цигарите како на едно зло, огромно зло, кое што им се подметнува на луѓето на многу лесен начин и да ја завршат својата животна приказна, нели? Во болка, во канцери, во тумори и така натаму. Следеа многу ослободувања од тага, од плачење, од преголема чувствителност, од ранливост и сето тоа како лушпи кои биле накалемени, биле залепени на мене, полека Бог ги вадеше и ме ослободуваше. Зашто денеска, од оваа временска дистанца, јавно сведочам дека нема друго име, нема друг пат и не постои друг начин. Со сета почит и на лекарите, и на здравството, кои се служители на Бога, Бог е над сите нив и кога Него ќе го повикаме, во името Исусово кога бараме да бидеме исцелени, оздравени и ослободени, Исус Христос тоа го прави многу јасно и многу силно. И не само тоа, моето срце беше беше осветено. Не знам како да ви кажам, таква љубов која е различна од човековата љубов. Љубов која ги гледа луѓето такви какви што се заради демонските влијанија кои што светот ги живее. Сега ми е јасно дека Господ Исус Христос дава лек кој е бесплатен, но прашањето е дали ние сакаме да постигнеме по тој лек. Тој ни вели простете, за да ви биде простено и вам. После покајанието следеше простување на, Бога ми не беше мал списокот, да бидам искрена, луѓе со кои што сум се конфронтирала, сум се налутила, ми се налутиле, не е важно, животот е, нели, време. Со таква леснотија го ослободи своето срце во молитва и ги благослови сите тие луѓе, затоа што сватив дека се мои браќа и сестри со кои што не смеам и не треба да се расправам, да се карам, и најубаво е човек да во име на Исуса Христа, кога гледа дека нешто не може да смени, да благослови и да врви напред. Како течеше времето, така се случува и чуда за слава на Исуса Христа во мојот живот. Почнав да постам, почнавме да се собираме, да се молиме веќе еден по еден, полека Бог не собираше на исто место и во исто време и прераснавме во една убава христијанска семејна заедница, која што се стреми да го издигне името на Исуса Христа високо и силно, за да свети, бидејќи тој е патот, вистината и животот. Тој е светлината. Тој е портата на спасението. Не може да бидеме спасени, не може да бидеме избавени, ако не повикаме кон Него и ако не ги исчекориме овие работи. Покаяние, простување, да се одречеме од злото и свесно да се држиме настрана. Кога велам злото, мислам на лукавиот и на сите негови зли слуги кои што
во сите сфери на животот можеме да ги видиме како действуваат и најднаш животот стана небесна мелодија. Се е толку убаво, се е толку уште поубаво. Се е толку лесно, се е толку различно. Мислам дека во една песна, кога се молевме, јас никогаш во животот, да се разбериме, не сум едуциран музичар. Јас сакам македонската музика, народна, градска, забавна и така натаму. Меѓутоа, не бев свесна дека Бог ме подготвува да му пеам и да го славам Неговото име. Зашто навистина сум многу благодарна. И во тие молитви се излеваше толку лесно, што би рекол мојот сопруг, од небесната музикотека, мелодија. Ја слушам во сопственото срце, знам некако со 3-4-5 акорди да ја отсвирам, за да потоа мојот сопруг убаво ја срочи во текст, нели, од Библијата или од Словото, и најнаш добиваме песна подарена од висините небесни, која носи радост, затоа што да се слави името на Исуса Христа, значи да го славите оној кој што ве создал, вашиот татко небесен, кој го испрати својот единороден син, Исус Христос, да биде нашиот Господ и Спасител. Тој ми го покажува патот, за да се вратам назад. Одминуваа години. И како течеше времето, така стекнувавме и практично искуство, колко е молитвата мокно оружје, кога се молиме и за себе, но се молиме и за другите. Би издвоила само неколку примери, ако дозволите. Првото нешто кое во молитва го слушнав, тогаш се уште не бев читала од Библијата, слушнав или го доживев како сознание внатре во себе си, во една молитва, се молевме јас и мојот сопруг и го слушнав следново. Јас сум истиот и вчера, и денес, и довека. Ме здрма. Знаев дека ова е нешто поразлично, за да потоа сопругот ми каже дека се тоа точно и ги најде како стихови, каде се запишани во Новиот Завет, дека е тоа стих од Библијата. Бог ни кажува дека не е менлив, ние треба да се промениме, ние треба да се одречеме, ние треба да се откажеме од своите идеи дека сме супер, дека цел свет треба околу нас да се врти, туку сето наше внимание треба да го впериме во љубовта, гледајќи го Исуса Христа, што тој правил за нас, да го правиме и ние за неговите деца или чеда. Првото искуство кое што Бог ми го даде во молитва беше следното. Имам сестра која ја сакам многу и живее во Прилеп. Молејќи се за сите во семејството, ми беше некако дојдено до сознание дека треба да оди на гинеколог. Не знаев дали е тоа од мојот ум, дали е тоа некоја Божја препорака која низ молитвата ја слушнав, но така ненаметливо во разговор, бидејќи во текот на денот често пати се слушаме, ја прашав дали била на гинеколог, дали можеби треба да оди. И незиното опирање траеше со месеци. Како Бог навалуваше низ мојата душа за да и велам дека треба да појди на лекар и дека треба тоа да го направи побрзо, лукавиот од другата страна вели не, почекај, нема потреба, нема зошто. Се до моментот додека не отиде и беше констатиран, замислете, инвазивен канцер на грлото на матката. Кога ова ми го кажа, јас се сеќавам дека многу плачев, меѓутоа плачев и од радост. Затоа што милоста на Бога беше голема, таа е жива, здрава, и исто како и мене денеска, ќе ви раскажи истата приказна, дека Исус ја спаси и подари живот, ја преобрази, ја повика да застани во покаяние, да чита Слово и да ја кажува вистината. Исус е вистината. Не постои друга вистина која можеме да ја живееме. Вакви искуства на чудни исцелувања од канцер во семејството. Во моето семејство имаше многу луѓе, роднини кои страда од канцер, подиагностициран канцер на коски, на простата, на гради и така натаму. Ова се различни примери на мои, велам, роднини непосредно во семејството. Замислете, после молитвата се случуваја чуда. Едно такво чудо беше и со мојот
чичко кој е покоен сега, на медицински извештај беше наведено дека има канцер на простатата со големина од не знам колку. Меѓутоа, после молитвата, простатата беше донесена во некоја димензија која што е повеќе од нормална и сите се радувавме на фактот дека Господ Исус Христос действува и се пробива во сечие срце, меѓутоа да не биде тоа со страдање. Повикот е да го направиме тоа доброволно, да живееме на богоугоден начин, на кој што не поучува, а и не повикува христијанството. Зашто христијанин со скрстени раце не бидува, христијанин кој не го следи примерот на Исуса Христа не може да се именува. Знаете, не е христијанството наследна болест, како што многу мина го разбираат, баба ми беше христијанка и мајка ми, па сега и јас, туку христијанството е личен повик од Таткото Небесен, преку неговиот син Исус Христос, да чекорите по тесниот пат. Има два патои, тоа го знаат добро сите оние кои што веруваат во неговото име. И се леја песни, се леја средби, мојот сопруг почна да го проповеда словото. И во периодот на корона се случија повторно некои убави моменти кои веќе значат и пошироко за глувата заедница. Глувите луѓе, не знаејќи што да прават во тој период кога сите моравме да седиме дома заради општествените околности, нели, да бидеме дисциплинирани, на едни млад брачен пар, боголюбиви деца, но немокни да го слушаат словото, немокни да влезат во црква, затоа што македонските цркви, без оглед на која деноминација и припаѓаат, не се подготвени да го сејат семето и да го сејат словото за лицата со попреченост. Особено за глувите луѓе кои што треба да го слушаат. Се нафативме по Божја промисла и со Божја помош толку лесно и толку убаво Бог не изорганизира. Сега имаме веќе една заедница на луѓе со оштетен слух и говор. Тоа се првите темели на црква кај глувата популација во Македонија. И таа група веќе се шири, се приклучуваат глуви луѓе наши кои живеат во Германија. Се сеќавам дека имаме од Германија, имаме од различни градови на државата. Еднаш неделно јас го преведувам тоа, го читаме словото, онака како што е запишано се во Новиот Завет, значи кога велам се до точка и запирка, сопругот го чита, го објаснува, го поедноставува таму каде што е тешко за превод, а јас на компјутер седната и им го преведувам на знаковен јазик. Се роди уште една црква за да го прослави името на Исуса Христа и благодарам што и знаковниот јазик бил јазик, еви за мене беше тоа едно ново искуство, јазик на кој можете да молите, јазик кој Бог го знае бидејќи тој го создал и знаковниот јазик. Како што Захарија онемел, сега ве се сеќавам на тој пример, и кога излегол од храмот, им се обратил, вели во словото, со движење на рацете. Исто ова е црковна заедница на глувите луѓе со неверојатен апетит. Го читаме словото, прашуваат, се молиме, се научија да се молат, живеат христијански, се обидуваме да ги расчлениме работите, што треба да се прави, а што не, и пеат на знаковен јазик. Нели е убаво, мил Исусе Христе, кога ти пееме во тишина и го славиме Твоето свето и вечно име. Му благодарам што ми покажа дека за да го сакате Господ Исус Христос и за да го славите и да му пеете, не ви треба глас, не ви требаат инструменти, не ви требаат наштимани жици, туку ви треба срце кое што ќе биде сокровиште на Светиот Дух и се излеваат радости, се излеваат поуки, се излеваат длабини, вистини, кои што и нам, и мене, и на мојот сопруг не изградуваат. Со секоја нова средба се изградуваме како верници. Едно последно искуство кое исто ми направи впечаток е следното. Пред некој ден во просториите на македонската телевизија каде што работам, во
работно време ми се јави една моја пријателка која живее во Франција и сакаше да се помолиме, иако таа не е христијанка, ме замоли да се помолам на Господ Исус Христос, бидејќи се наоѓаше во една духовно тешка ситуација заради некои лични причини. Се повлеков во еден ќош за да не попречам никому, за да не привлекувам внимание, се разбира, работна средина е. Се свртив со грбот и на телефонот се молев. И не знаев, бидејќи мојата намера беше да се молам за незе. Го молев Исуса Христа да ја допри во срцето, да ја ослободи од тага, од плач. Имаше многу работи кои што требаше да излезат од незиното срце, но мојата и Божјата намера не беа исти. Ова ви го кажувам, знаете зошто? Ние сите на почеток на денот излегуваме од дома со некаков планер, денеска ќе правам под број 1, 2, 3, 5, но Бог вели сообразете се со мојата волја. Во молитвата Оче наш вели да биде волјата твоја. И пазете, волјата на семокниот Татко Небесен не беше да се молам само за мојата другарка, туку било и следново. Наредниот ден ме трга чистачката, хигиеничарката која се грижи за хигиена во канцелариите, ме тргна настрана и со така една повлеченост и скромност ми вели: Марија, сакам да ти се извинам, јас вчера се погодив точно тука над зидот бев и ја слушав молитвата, се скрив зад зидот, се потпрев на метлата и така ми дојде убаво, и јас не сум христијанка, вели, но таа молитва беше толку убава, толку силна и не знаеше да ми каже, толку убаво ми беше во душата, те слушав и плачев. Едноставно ми беше убаво. И тогаш сватив дека всушност не е ние што мислиме, ние треба да се одречеме од сопствените мисли, од сопствените ставови, не треба да дозволиме да бидеме моделирани такви какви што Бог посакува да бидеме, да се предадеме целосно. И затоа ве повикувам, драги браќа и сестри во Христа, не трошете го времето на бесполезни работи. Светот е гладен и жеден за правда. Освен за леп, освен со земските шкотии, луѓето имаат потреба од молитва, луѓето имаат потреба да им се каже, да се каже вистината, да ги евангелизираме и да го шириме евангелието на мирот, затоа што верувам дека она што е запишано во Светото писмо, тоа што око не видело и уво не слушнало, и тоа што на ум не ни паднало, тоа Бог го приготвил за оние кои вистински го љубат. Да му покажеме на Господ Исус Христос дека го љубиме не само со уста, туку и со срце. Да излеземе на жетвата, на нивата во светот кој што е полн со јадови, свет кој што е полн со пороци, полн со гревови, би рекла, да им укажуваме на луѓето дека треба да го сменат патот, дека треба да се престројат на вистинскиот колосек, да се покајат и да му предадат се на Господ Исус Христос, зашто тој се грижи најдобро за сите нас. Јас сведочам дека мојот живот е навистина нешто кое да ми кажуваше некој пред 15 и 20 години дека денес ќе седам пред оваа камера и со радосно срце ќе зборувам дека го сакам Исуса Христа, дека сакам да му служам до последниот миг од животот и му благодарам и за ова. Моите раце се средство за работа, бидејќи ми е таква и професијата, и во еден момент пред некоја година доживеав таква болка во рацете која не можам да ја опишам. Навистина беше нешто неподносливо. Ако имаме 10 прсти по 3 коски, односно 30 зглобови, јас мислам дека таква болка не можев да ја опишам и да ја живеам. И замислете, почнав да одам по лекари, ревматолози, анализи и така натаму, биохемиски, крвни. Добив терапија која требаше да ми ги смири болките. Наместо да ми ги смири болките, се јавија
некои други последици, почна да ми паѓа косата и така натаму. И во еден миг на отсутност, мојот сопруг е тука, за да ме подсети и ми вели, па добро, зошто се вртиш во круг? Зошто не клекнеме пред Семокниот Исус, тој ќе те ослободи веднаш, ќе те исцели. Не само што немав избор, туку се фатив себе си дека некаде сум потфрлила. Се покајав повторно за гревовите и клекнавме на колена како мали деца и јас реков, Исусе, ти верувам, ги оставам овие таблети, повеќе нема да ги пијам и не сакам да ги пијам, затоа што ти си доктор, ти ме создаде, ти ме сакаш, а јас те молам понизно како твое чедо, земи ги овие болки на крстот, заковај ги, ослободи ме и ветив дека ќе му служам и дека овие раце ќе ги користам за негова слава, дека сакам да свирам на гитарата, сакам да го славам неговото име. Ви сведочам и вам, кои гледате и слушате, дека во истиот миг после молитвата, моите раце беа ослободени од секакви болки, од зло, од грч, од вкочанетост, од немир, значи тоа беа неверојатни симптоми, но јас му ветив на Исуса Христа и го молам да го исполнам ветувањето додека сум тука на земјата. Веднаш после оваа молитва, всушност се случи да се појават глуви луѓе кои сака да го читаме Словото и да го преведуваме за нив. Сакам да речам, секој од нас ја има и потребата, ама и должноста да действува за Бога Исуса Христа, бидејќи ништо поблагословено нема да биде и ништо нема да остави трак на оваа земја, затоа што знаеме дека доаѓаме и заминуваме од овој свет, не како фраза, туку како вистина. Меѓутоа да го најдеме патот, за да се вратиме во прегратките на нашиот семојќен Господ Исус Христос. Имаше и многу ситуации во кои не чуваше и мене и мојот сопруг Исус. Еден таков пример и со тоа би завршила. Имавме еден висач, некој елемент дрвен кој го ставивме по моја препорака, за жал, да стои на таванот, над спалната соба, над креветот. И дека Бог чува, и дека Бог секогаш се грижи за нас во името Исусово, благодарам за тоа. Се случи следното. Сопругот ми вели, ајде да одиме во Прилеп за еден викенд, во петок. А јас, некако да бидам искрена, не бев многу нешто волна. Велам, ајде, па што би правеле, да одмориме? Не, да одиме. И заминавме. Кога се вративме во неделата, сватив уствари дека на тој начин Исус не заштити од повреда, од не знам што се можело да се случи, не би сакала сега да предпоставувам. Кога се вративме, го најдовме истиот тој висач кој беше уредно со големи штрафови ставен над нашите глави, беше паднат и го имаше скршено лежајот на креветот, толку силно прекршен на половина. Само рековме, слава ти Господи Исусе Христе, што не зачува и што ни даваш живот, здив и се. Кога го имаме Исуса Христа во нашите животи, односно ако е Бог со нас, тогаш кој ќе е против нас? Дозволете ми да го завршам ова мое обраќање. Се надевам дека од се ова што кажав, нешто ќе има смисла и ќе остане во вашите срца. Го молам Таткото наш небесен во името на Исус, на јагнето Божјо, кој што го даде својот живот и ја пролеа својата крв и беше распнат на крстот заради нас и нашите гревови. Го молам да бидете допрени, да бидете исцелени, да бидете спасени, да се преобрази вашиот живот, Божите мисли да бидат над вашите мисли, Божите патишта да бидат над вашите патишта. Бог да излее мир, љубов, радост и правда.
Нека срцето ваше чекори и чука во прегратките на Бога. Да бидеме добро дрво кој ќе дава добри плодови. Господи Исусе Христе, зашто со раните Твои сме исцелени и со крвта Твоја сме измиени од се што не е Божјо. Зашто казната за нашиот мир падна врз Тебе. Јас Ти благодарам што ни ги отвораш духовните очи, што не благословуваш и ни даваш таков мир, ни даваш таква сила небесна и не облекуваш со сето Божјо оружје, за да извикаме дека нашиот Господ Исус Христос е победник, тој го победи овој свет, го победи злото, ги победи болестите и страдањата. Немојте да бидете робови на болести, на страдања и на се што ве измачува. Повикајте кон Исуса Христа. Тој ќе дојде и ќе ве исцели, и ќе ве ослободи, ќе ве спаси. Му благодарам на Господ Исус Христос, што ги исцели болните, што глувите прослушаа и слепите прогледаа. Благодарам Господ Исусе Христе, што ни покажуваш дека Ти си патот, вистината и животот и дека никој не доаѓа при Отецот Небесен освен преку Тебе. Ти благодарам што ги излеваш сите слова кои што носат живот и радост во нас. Господи Исусе Христе, Те молам слепите да прогледаат. Те молам за оние кои што се зависни од алкохол, од дрога, за луѓето кои што се во проституција, за оние кои што се наркомани, за луѓе кои што изгубиле чеда, за оние кои што се по болници, болни, страдни, за таму каде што има војни, немир. Нека името Твое го издигнуваме над секое друго име. Секое колено да клекни пред Тебе, Господ Исусе Христе, и да исповеда дека Ти си нашиот Господ и Спасител. Благодарам за ова можност да кажам дека се можам преку Исуса Христа, зашто Тој ми дава сила и ме крепи. Нека ви биде и вам според верата, да зачекорете во вера, за да станете убави, лични синови и керки на светлината. Амин. Osnovi che se razniša, sinovi na Svevišnjiот, che umrete kako luge, che pagjate kako sekoj knez, Isus che sudi na site. Se što mi treba je Tvoja ta pregratka, prosti mi Tatko grešev pred Tebe i pred nebo to. Se što mi treba